Играат убав разговор со Джери и за младинскиот фудбал и советите што ги дава изнеењето што им го пренесува на најмладите. Навистина е убаво да се слушне од еден човек кој знаеме претходно колку се има вложено во фудбалот и има што да се научи од него. Апсолутно. И според размислувањата, веруваме дека ќе произведе таленти од кои што македонскиот фудбал во глобала ќе има голема корист. И добро е дава ветар во грб за во иднина, вели нели позитивни ветришта има во младинскиот фудбал, а ние вообичаено имаме и наша рубрика во која сме чести гости кај младинските школи, така и во оваа епизода, во оваа емисија гостувавме кај Villarreal Masters Академија или една од широката распространета мрежа на шпанскиот прволигаш Villarreal, кој брои 22 земји ширум Европа, Америка, Индија, Австралија, па и кај нас. По целосен мониторинг и програма од официјалниот Villarreal, таква и нашата академија тука, Villarreal Masters Academy. Мундокас денеска на едно супер интересно место, на еден фудбалски терен, каде што својата мрежа ширум светот на 20 земји, Villarreal, официјалниот Ла Лига клуб, одлучи да дојде и во Македонија, каде ако не во метрополата. Тука сме со еден од тренерите во Villarreal Masters Академија, така се нарекува оваа мрежа во Скопје, а така тренерот Тони ќе ни објасни повеќе кога Villarreal реши да својата визија, мисија да ја расшири тука кај нас и колку од ваше искуство сте задоволни до сега. Добро вечер, баш ми е често посетувате вакви и форсирате вакви емисии фудбалски што и нашата цел на Villarreal е од мали нозе да се запознаеме, да пораснеме како видите од мали како шпански со притисок новинарски, да се учат, да зборат, да се доврземе до клубот или академијата Villarreal Masters Скопје веќе 8 месеци и сум презадоволен како работиме. Газдите морам да ги пофалам, нивната визија како потекнува и како дојде до нив, тоа е нешто ново во Македонија и јас зборам ширум, имам доста познанство дека од тука мислам дека ќе смениме мислењето на многу клубови, па и широм Балканот, ова ние што го работиме. Па верувам дека и ова е прв ваков меѓународен проект кај нас, бидејќи немам слушнато досега некој таков голем клуб да дојде со својата мрежа и мисија и да одлучи да ги учи нели на фудбал нашите деца тука. Па како е дојдено до таа идеја? Таа идеја е многу едноставна, пошто гледате на светско првенство Шпанија колку све што не остои во фудбалска, па и во други спортови, така да Villarreal потекнува од Шпанија. Доста позната школа, доста ширум, можеби најголема школа и академија ширум светот Villarreal постои. Не е тоа спонтано, него има цел. Дојдено од таа идеја што имаме во Македонија таленти, знаеме сите, не препознаваат се Македонија, ама некако не после тие некои сензитивни фази години 14-15, некако не испливаме, дали не се работи. Верувам јас, веруваат и сопствениците, дека со оваа работа, јас верувам цврсто во Villarreal и она што го работиме, дека преку Villarreal академијата и клубот, дека нешто ќе смениме и многу повише талентот ќе дојде, максимумот на децата што ќе работат ќе дојде до ширум светот, кај што треба. Не само да станираме до таму некоја граница кај што треба, него ќе максимумот од децата ќе извлечеме. За да бидат овие деца едуцирани на тој шпански начин на играње фудбал, верувам дека и вие сте едуцирани по нивна програма, да речеме. Дали нивни програми се имплицираат тука? Така, точно. Доста состаноци имаме, веќе и познато дека дојде шпански тренер што е главен координатор низ целиот свет за Villarreal. Секоја еднаш во неделата, среда, четврток, кога можеме, имаме предавање од нивните таму тренери и координатори, што е многу добро за нас, како тренери, како школа, што мораме да се едуцираме и да видиме до кај си. Значи,
отплика не е некоја голема разлика, али влагаат, да не кажам шпанците, во буквално во ситни работи, поготово кај малите кај што мозокот ти се развива и знаат како треба да дојде до максимумот на детето на таа возраст, да дојдеме што треба да дадеме, да не мешаме. Имаме предавање, све е окей, мислам дека ќе идеме горе доста горна линија. Значи Со се е нивната под визија. мониторинг, се следи, Так, имате посети. Кажи ми сега каков интересот кај нас, колку категории брои академијата, школата, колку дечиња тренираат фудбал тука? Вака, ова ќе ти кажам, и јас изненадив. Клуб или академија, што би нарекол за 8 месеци, не цели 8 месеци, ние имаме над 100 деца. Отплика од 6-7 генерации имаме, 8 не вкупно, ама ги формираме и има доста интерес сега, поготово летова што гледаат фудбал, доста интерес има, доста членови. Буквално сум изненаден од позитивно како и радост и работата на тренер, работата на децата, презадоволно до сега. Сега за сега идеме стварно добро. Верувам го сакате шпанскиот фудбал, штом сте дел од оваа академија, верувам дека и следите светско првенство. Гледаме сите како игра Шпанија на ова светско првенство, па не би сгрешил ако кажам Шпанија е можеби вашиот фаворит, така? Па не грешиш. Не е чудо. Еве гледате вчера изиграа со Франција еден, сите Франција ги направија фаворит, дека индивидуално такви играчи како Ембапе, како Дембеле, како Осие, али видете која компактност на работа. Да не кажам ајде сега да не Шпанија 90 минути контрола имаше на цела утакмица. А не е ни чудо тоа, интелигенција. Буквално секој сегмент, дали е со топка, без топка, дефанзива, офанзива, завршија точно колку што треба. И резултатот е, видовте и сами дека 2-0, финале. Може ли да им парираат англичаните или аргентинците до тронот? Па види се, моја гледна точка, Англија дел малце дава повеќе процент дека фаворит за мене. Финале како финале, ај ќе дам на Шпанија, па сум за Шпанија дека го сакам фудбалот и ми дава дека Шпанија пак ќе го освои. Така, за крај уште кратко за школата. Може ли некое дете да видиме наскоро во академијата на Вилјареал во Шпанија? Да, веќе две деца пративме, беа скаути тука си ги гледа, си скаутира и ние имаме обврска два пати во годината да ги праќаме да ги гледаат таму, така да мојата цел и нашата цел е таму да ги гледаме. Ја веќе ги гледам децата таму. Не некои повеќе деца преку академијата или преку клубот Вилјареал од Шпанија, ние да ги и продаваме, да ги направиме прво како што треба. Играчи, луѓе и така, нагоре да си. За крај, која би била вашата порака до дечињата, родителите и сите нели инволвирани во спортот фудбалот? За дечињата само работа, желба и да не се откажуваат. За родителите да ги остават децата да уживаат на терен сами и да си дадат од глава, да не бат притисок од родителите, само да уживаат во терен. Тони, ви благодарам, да не ви одземеме повеќе од времето, бидејќи младите таленти чекаат да се брусат. Фала ви многу, фала ви за гости. А Мундокаст не може ако не ги праша и најмладите или оние таленти кои го обожаваат фудбалот и не можат без него. Еден таков имам тука до мене, може да ни се представите? Јас сум Дарко Јанков, имам 12 години и омилено ми е да играм фудбал. Одлично, Дарко, 12 години, кажи ми, од кога ти тренираш фудбал, еве и зошто го одбра фудбалот да биде твоја работа? Јас тренирам фудбал од 6 години и многу сакам фудбалот, бидејќи ме прави среќен и интересно ми е да го играм. Одлично. Колку си задоволен од тренинзите, од соработката со тренерот, со соиграчите? Па, мене многу ми се свија овој клуб, зашто е многу поинаков од другите и многу дава шанси на другите за да станат подобри. Која позиција, Дарко, играш ти? Која ти е омилена позиција? По омилена позиција ми е средина. Во средина, значи делиш топки и им даваш на напаѓачите што може повеќе за да постигнат гол, така? Да. Или сакаш да постигнуваш и ти гол? Па, сега зависи, ако имам ја шанса, можам и ја да... Не пропушташ, пенали да не шутираш. Па да. Добро, слушам дека имаш искуство и во Шпанија, во истиот клуб, официјалниот што е во Ла Лига. Па како помина таму, може ли од искуството да ни го пренесеш знаењето што го доби таму? Па, знаењето беше многу неочекувано, зашто многу беше поинакво од тука кај нас и многу
бев посреќен што отидов таму и што ми возможи шанса. Многу сум заблагодарен од клубот. Научи многу. Па да, научив многу други ствари. Колку време се задржа таму? Па таму се задржав една недела. Работеше секојдневно тренинзи? Да, секојдневно. Тренинзи имав 2 тренинзи во тека на ден, попладне и утро. Кога се врати тука, примени нешто од тоа што научи, се почувствува разликата со твоите соиграчи тука? Да, многу се почувствува разликата и многу сум заблагодарен што отидов таму. Супер. Даре, за крај кажи ми, за кој клуб навиваш? Следиш ли светско првенство? И кој ти е фаворитот таму за освојување на тоа? Бидејќи остана уште 2-3 екипи, 4 еве. Да. По мене омилен клуб за освои светско ми е Шпанија и Видовме Шпанија како ги победи французите, сега ќе може ли Шпанија до тронот ако знаеме дека ќе игра со еден од Англија или Аргентина? Па не се знае, може да биде и нерешено и победа за Шпанија. Даре, кај се гледаш за 7-8 години од сега? За 7-8 години од сега се гледам како успешен фудбалер и да играм во некоја позната лига. Одлично, Даре, ќе ти посакаме успех, до тогаш само напорно тренирај, слушај ги тренерите и се надеваме дека еден ден ќе те снимиме од тој еден голем клуб во иднина каде би можел да заиграш. Со мене тука имам уште двајца млади фудбалери, многу надежни, многу вредни, па ќе видиме што ги натерало да игра фудбал, а не ракоме. Ајде да видиме до мене кој е, колку години има и која позиција игра. Јас се викам Матеј, имам 10 години и играм десно напред. Одлично, Мате и... Јас сум Марко, имам 11 години и играм лево и десно напред. Ај сега вака кажете ми, зошто играш фудбал, а не кошарка или ракоме? Зашо фудбалот можам да сум милионер. Браво бе, сакаш ти преку фудбалот да дојдеш до многу пари? Да. Само ради тоа? Одлично, ајде да видиме друго мислење. Јас играм фудбал, а не друг спорт, бидејќи фудбалот мене ми е многу полесен и многу поинтересен. Одлично. Ајде да видиме милионерот колку време игра фудбал, колку време тренираш тука. Од првиот тренинг кога се отвори академијата во Македонија, тука Вилјареал Мастерс. И што можеш вака да издвоиш, што највеќе ти исполнува кога доаѓаш на тренинг? Да се дружам и да тренирам. Кој ви е омилен играч? Ламин Јамал. Јамин Јамал. Мене најомилен играч моментално ми е Мајко Олисе. Добро, ќе ми кажеш ли сега дали прво дали следиш светско првенство и дали имаш омилена екипа или веќе испадна? Уште е во светско, да, следам и тоа е Шпанија. Тимот? Мислиш дека Шпанија може да го освои мундијалот? Може. Ако Добро. се трудат. Да не сакаш ти еден ден да заиграш во Шпанија можда? Да. Ајде да видиме твојот колега за кого е сега на светското првенство. Јас, моите испадна, ја бев за Франција, испадна против Шпанија. Кажи ми, од сега, за да речеме 10 години, каде се гледаш? Јас се гледам како професионален фудбалер, негде каде играм во Шпанија, негде каде таму. Во кој клуб? Ја би сакал да играм во Барселона, но не знам кај ќе играм. Битно е да се игра во некој голем клуб. Ајде да видиме и твојот колега кај би сакал да заигра. Јас сакам во Шпанија да изиграм некаде или во Франција. Во Франција сакам за Париз, а во Шпанија сакам за Вилјареал или Барселона. Добро. За крај кажете ми, за да стигнете до еден таков голем клуб, што треба вие да правите дотогаш? Да се трудиме, да се храниме убаво и толку. Треба да се трудиме, да не се откажуваме, да јадеме здрава храна и да сме на тренинзи, да сме тука. Супер, истото ќе ви го посакам и јас, да се вложувате максимално колку што можете во фудбалот и еден ден да заиграте и за нашата репрезентација и за некој голем клуб во странство. 3, 4. Академија! Браво!
две работи некако најмногу оставаат впечаток. Прво, дека стварно имаме таленти фудбалски ширум цела земја и убаво е што големите светски клубови посветуваат внимание и на нас тука. И друго, сите тренери кажуваат исто, остајте ги децата, стручните лица да работат со нив. Има зошто е некој тренер, а зошто е некој родител. Мислам дека тие зборови треба да стигнат до правото место, правото место се родителите. Треба да ги остават своите деца настрана, да ги остават на знаењето кое го пренесуваат тренерите и да остават децата сами да одлучуваат кој спорт го сакаат и каде се гледаат. Така. А ни останува само да го најавиме големото финале, како што впрочем еве и нашево лого е со аргентинскиот и со шпанскиот дрес, на крај така стварно испадна. Па Очекувам ќе никад видиме. да гледам долг надпревар, продолженија, па на пенали да се решава подобриот, бидејќи од двете селекции сега, ако треба да издвојам што ги издвојува и кој дел ги прави посилни за освојувачи на овој мондијал, не би можел да кажам. да, од една страна е машинерија како Шпанија, од друга страна е репрезентација што го има Меси, што е светски шампион. Јас само очекувам, како што рече Джери, отворен и тотален фудбал и да биде едно финале на светско првенство како што заслужува најголемата светска фудбалска смотра. Така е, финале Шпанија-Аргентина во недела 21 часот. Меч за утеха се игра во сабота никац. Така. Англија, Од 23 ако не се лажам. Франција од 23. Така. Останува ние да се одјавиме до наредната емисија, термин кој ќе го дознаете следејќи на 4tv.mk, 4news.mk, sportem.mk. Така, како и кај голем број од нашите телевизиски партнери од Така е. локалните и регионални телевизии, ги поздравуваме и партнерите од Демнет и Вистел кои што не емитуваат во живо. До тогаш пријатно.